Секојдневно сме сведоци на сообраќајниот хаос во Скопје, но за да се реши сето тоа не е потребно да ги прошириме улиците, туку да имаме квалитетен јавен превоз. Тенденцијата во европските градови е намалување на ширините на улиците, намалување на бројот на лентите на улиците, а елиминирање на моторниот сообраќај од улиците. Мораме ние да ги натераме скопјани да ги остават автомобилите дома. Тоа ни е иднината. Со проширување никаде нема да стигнеме. Ајде луѓето да ги вратиме на пешачење, на велосипеди, на јавен градски превоз, за да ги ослободиме улиците од патнички автомобили. Патничките автомобили ни се проблем. Зошто? Мала транспортна работа, значи превезуваат максимум 5, а сведоци сме дека има најголем број на возила се по еден или двајца, а еден автобус превезува можеби 50 во исто време. Кој би требало да биде редот? Значи, прво да се формира некој капацитивен превоз, кој што ќе биде точен, навремен, брз, ќе ги задоволи сите оние потреби на луѓето, да си стигнат до работа на време, да не чекаат бесконечно по автобуските станици, па дошол автобус, не дошол автобус, бил преполн, застанал или не застанал. Дали ќе биде БРТ, дали ќе биде трамвај, дали ќе биде метро, дали ќе биде трамвај и метро, дали ќе биде БРТ и метро. Воопшто не е ни битно. Македонија има добро развиена патна и автопатска мрежа, но она што недостасува на нашите патишта и улици е квалитетот на асфалтот и квалитетот на изградбата. Што се однесува до развиеноста на нашата патна мрежа, и тука би ги ставил сите патишта, не само автопатиштата, иако посебна статистика се води за автопатиштата, е прилично добро развиена. Значи, и автопатската мрежа имаме доволно километри, таа се пресметува инаку спрема површината на територијата на државата, за да може некаква компарација помеѓу државите да се направи. И во тој аспект сме некаде во ред на држави кои што се во средина во Европа. Што се однесува до квалитетот, тука веќе имаме проблем. Оно што би сакал да кажем е дека мора да се води повеќе сметка при проектирањето, при ревизијата на проектите, при изведбата, надзорот, значи сите оние фази кои што доведуваат до тоа да имаме готов производ, односно готова патна делница на крајот. Но она што недостасува кај нас во главност е одржување. Патот ќе го изградиме, ќе го направиме, ќе добие употребна дозвола, ќе почне да се одвива сообраќајот по него, ќе почнат да се движат возила, меѓутоа, како што се пушта во употреба, како да го забораваме. Имаме канали кои што ни се запнати, имаме систем за одводнување кој што не функционира. Од друга страна имаме и еден феномен, не е феномен, меѓутоа феномен е што ние не го санкционираме многу, а тоа е претоварување на возилата. Значи, товарните возила во голем процент кај нас се претоварени со оскини оптоварувања кои што го надминуваат дозволеното оптоварување кој што асфалтот може да го прифати.